Денес на дневен ред го имаме ребалансот на буџетот на Република Македонија за 2016 година, со кој што треба да се обезбедат дополнителни средства за исплата на оштетата од августоската поплава. На 6 август годинава Скопскиот и Тетовскиот регион ги погоди катастрофално невреме, кое резултираше со човечки жртви и големи материјални штети за граѓаните од опфатените подрачја. Со оглед на големината на природната непогода и неизината разорна моќ во однос на бројот на како и во однос на бројот на опфатените домаќинства и степенот на штетите, владата донесе одлука за комплетна помош за настраданите. За таа цел владата на Република Македонија донесе сет на мерки, меѓу кои што и обезбедување на 100% обештетување на граѓаните од кризните региони, кои наредните денови ќе се дискутираат и во парламентот на Република Македонија во рамки на дискусиите за ребалансот на буџетот. Во што се состојат измените и дополнувањата на буџетот на Република Македонија за 2016 година? Согласно член 11 од Законот за буџети, во буџетот на Република Македонија и буџетите на општините се планираат средства како резерви за отстранување на последиците од елементарните непогоди, епидемиите и еколошките катастрофи. Со измените и дополнувањата на буџетот на Република Македонија за 2016 година се обезбедуваат дополнителни средства во износ од 2 милиарди 240 милиони денари за постојана резерва за надминување на последиците од настанатата елементарна непогода. Со овие измени, односно обезбедувањето на дополнителните средства, се врши и ревидирање на буџетскиот дефицит на ниво од 4% од БДП. Дополнителните средства наменети за санирање на штетите делумно се обезбедуваат со заштеди од одредени позиции кај буџетските корисници, а делумно и со зголемување на буџетскиот дефицит. На крајот би сакал да ги потсетам пратениците на сликите од катастрофалната поплава, која илјадници граѓани ги остави буквално без ништо. Наредниве денови во собранието не се дискутира само за ребаланс на буџетот, туку се говори и за судбината на илјадници граѓани на кои што им е потребна помош. Би сакал да ги повикам пратениците да ги земат во предвид овие факти и да го поддржат ребалансот на буџетот. Ви благодарам.